Денес во центрите за социјална помош беа напишани првите барања за отпис на граѓанските долгови, направени до 31 декември минатата година. До отпис на долговите се стигнува едноставно и тоа само со пополнување на еден формулар. Со себе да понесе лична карта, фотокопија од неговата лична карта и извод на венчаните доколку е во брачна заедница. За него и за неговиот брачен другар. Потоа да донесе последната сметка од потрошена електрична енергија или пак последната сметка за радиодифузна такса. Меѓу првите кои пополнија барање заради долговите, од кои не се спие, е и Ајше Асанова од Штип. За струјата убаво ни е да не олесне на нас. И стално и да секој месец не ја кинат струјата. И што ќе правиме ние од тоа ни е село богатство. Што имаме струја. Колку дук имате за струја сега во момент? Знаете? Не знам, многу имаме. Многу. 5-6 години може да немаме платено. Пополнување на листовите кои бришат долгови денес имаше во сите центри за социјална работа во регионот. Најмногу ќе имаме за отпис на радиодифузната такса, бидејќи електричната енергија веќе уназад неколку години, 3-4 ја субвенционира владата на Република Македонија. Овде сум за соработка со представник од Центар за социјална работа во однос на собирање на документацијата со цел да ги информирам граѓаните кои се обраќаат до Ромскиот информативен центар. Па дојдеме да питаме што треба документи да се спремат да донесем. Па што знам, околу 45.000 сигурно имаме. А каде најмногу? Стопанска банка. Интересот е многу голем, кај граѓаните, од Сабајле имаме голем интерес, кај сите граѓани прашуваат дали ги следува, како ги следува. Имаме долгови за струја. Како оценувате ова мерка на владата за шумено долгови? Па е супер. Рокот за внесување на податоци за бришање на долговите е 30 дена од денот на објавување на конкурсот. Во источниот регион се очекува вакви формулари да потпишат околу 8.000 лица. Колкава е висината на нивниот вкупен долг и по кој основ ќе се знае дополнително.